заедно со мене и со FitKit. Јас сум Софија и денес тоа што ќе го вежбаме е горен дел и стомачни, односно ќе правиме кружен тренинг за рамо и трицепс повеќе и стомачни. Знам дека во претходните тренинзи малку забушававме со стомачните, затоа денес решив малку повеќе внимание да посветам на тоа и да ви покажам некој дел од стомачните кои што јас ги практикувам во најголем број од тренинзи мои. Така да, во првиот сет ќе правиме кружен тренинг, како што напомена. Во првиот сет јас ќе ви ги објаснувам сите вежби една по една и ќе го правиме по-полека, за да може да ме разберете сите и да можеме правилно да ги издадуваме вежбите и движењата. Веќе во вториот и во третиот сет мислам дека тоа би можело да иде малку побрзо. И на крај ќе направиме 3 сета со стомачни, кои што исто ќе ги покажам, после ќе ги правиме. Може да почнеме со тоа што ќе направиме, најпрво ќе се загрееме, затоа што јас пред тренингот не се загреав. Така да ќе почнеме со загревање. Правиме кружни движења. 10 на едната и 10 на другата страна. Изтегаме едната рака по другата. Полека го изтегнете. Треба да сме добро загреени, за да можеме добро да го издржиме тренингот и да ги вторуваме вежбите. Направете спори движења на едната и на другата страна. Окей. Првата вежба од првиот сет ни е склекови, ќе ги правиме женски склековите. Ќе направиме 12 повторувања женски склек. Односно тоа би било вака. Се подпирате на колениците, рацете ги ширите ги ставате во ширина на рамениците и се спуштате, значи само на рацете. Стомагот мора да биде стегнат, немојте да се спуштите напред южи со овој дел и позади да ви биде задникот, туку стегнете го стомагот и спуштите се со цело тело до доле. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и уште 2. 1 2. Окей. Додека правиме 10 или 15 секунди пауза, ќе ви ја кажам втората вежба, ќе ви ја објаснам. Значи толку ќе правиме пауза измеѓу вежбите, околу 10 секунди. Втората вежба е тело во позиција на планк, shoulder taps. Тоа би било вака. Го допираме со едната рака споредното рамо, со тоа што стомакот ни е цело време стегнат и не мрдаме со ништо друго освен со рацете. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и уште 2. 2. Окей. За тие што имате текчења, односно би требало за овој тренинг да имате барем текчење од 2-3 кила колку имате. Јас денес си донесов. Така да, ќе правиме вежба за рамо, ќе ви требаат. Најдете подлога каде да седнете. Ќе правиме потисок за рамо, односно тука. Наместете ги тегловите некаде во висина да ги гледате, односно да имате ало до 90 степени кога ќе ги пуштите. Немојте да дозволувате дланките да видат наназад, туку дланките, лактот и рамото да бидат во една права линија и буткаме нагоре.
Може? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и още 2. 1, 2, окей? Одморете се 10 на секунди и ќе ви кажа и следната вежба от овој сет. Имаме 6 вежби, значи во секој сет по 6 вежби. Следната вежба е пак во позиција на планк, планк аут. Тоа се прави така што од позиција на планк ги пуштаме рацете напред. Значи од тука стегнете во стомакот, стегнете во цело тело, застанете во позиција на планк и почнете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Окей? Ќе одмориме 10 на секунди и ќе идеме на следната вежба. За следната вежба ќе ви бидат потребни, ако претходната сте ја правеле со поголема тежина како јас, ќе ви бидат потребни малку помали текчиња, затоа што се работи за side raises. Тоа е вежбата странично подигање за рамења. Сега мене овие ќе ми бидат тешки, затоа ќе ги работам со едната па со другата страна. Меѓутоа, оние кои што имате мали текчиња, кои што можете да издржите со двете раце и заедно да ги кревате, тогаш правите го тоа така. 12 повторувања ќе направиме и оваа вежба. Јас кидам 12 на едната, 12 на другата страна. Исто така тоа е малку полесна варијанта за оние кои што можеби прв пат ја правите вежбата или ви е навистина тешка. Правете ја како што ќе правам јас, затоа што на тој начин си помагате и полесно е со едната по другата страна. Еден, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Ќе правим и со другата рака. Значи, треба да го осеќате најмногу рамото, не буткајте со овој дел. Ако ви е премногу тешко, може да осетите или да имате воспаление во овој дел на раката. Така да кога кревате, кревате тука во оваа положба и кревате само со рама. Идеме и на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Окей. 10 секунди пауза и ќе направим и последната вежба, па ќе направим полудна пауза. Следната вежба е за трицепс. Трицепс дипс за оние кои што знаете, за оние кои што не знаете. Тоа е вежба која што на македонски би било спуштање на столче или спуштање на подлога за трицепс. И изгледа вака. Значи, најдете си цврста подлога. Значи, ако имате столче, гледате столче да ви биде потребно некаде, затоа што ќе ви треба баланс да имате, да не направите. Значи, ги потирате рацете тука, градите напред, рацете се позади, значи се спуштате само на трицепс, само на рацете и се подигате. Спуштајте се толку колку што мислите дека можете, немојте премногу, затоа што на тој начин се губи веќе формата на вежбата и нема да осеќате тоа што треба. 1, стегај горе. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 1, 2. Значи лапите не смеят да мърдат. Стегнете ги ръцете и спущайте се само на трицепс. Ќе направиме пауза. Ќе го повториме овој сет уште еднаш од почеток. Исто, со по 10 секунди пауза измеѓу вежби. Ќе се префрлиме од една на друга вежба. Оние па кои што можете да правите и машки склепови, тоа би било одлично. Меѓутоа знам дека повеќето од нас жените се фокусирани на женските склепови. Така да јас денес ќе го правам тоа. Може да почнеме од почеток? Ајде. Значи раце во ширина на рамени и спуштај се со цело тело полека. 1, 2, 3, 4, ради напред, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Окей? Не заборавајте да дишете. Дишењето додека тренираме и вежбаме е многу важно и ќе ви помага да не се заморувате толку многу. Значи диши и издиши. Морате да научите правилно да го земате воздухот и издишувате кога ги вежбаме и правиме вежбите, било која вежба. Втората вежба ни беше планк, shoulder taps. Идеме доле. Стегни стомак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Окей. 10 секунди пауза. Третата вежба, потисок за рамо. Идеме. 1, полека. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Окей? Пауза 10 секунди и идеме на следна вежба. Следната вежба е пак долу, планк аут. Тело во позиција на планк. Стегни стомак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Окей? Идеме на следната вежба. Оваа серија и другата јас ќе направам по 10 повторувања. Оние кои што имате помали тежини, правете ги од 12 до 15 повторувања.
7, 8, 9, 10 и на другата страна исто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, направи пауза 10 секунди и ќе правим и последната вежба. Уште 12 повторувања за трицепс. Исто, за тие што не можете, полесна варијанта е ставете ги нозете тука и полека спуштајте се на рацете. Се додека не сте сигурни дека целата тежина можете да ставите само на рацете. Значи телото треба да ви биде колку што поблиску до клупа, стол или што и да правите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Окей. Пауза. Напите се вода. Идемо още еден круг. Ако се спремни, може да го повториме кругот уште еднаш со сите вежби. Ајде. Дванаесет. Еден, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Идеме на втората вежба. Исто 12 повторувања. Стегни стомак, идеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Окей? Идеме со третата вежба за рамо. Исто така и на оваа вежба, ако имате позади нешто да се подпрете, слободно подпрете се за да се осигурите дека грбот и ребетот ги држите исправени. Да не си помагате и да не ви работи нешто друго освен раменјата. Пазете нолатите да не видат назад, да не видат премногу напред. Стегнете ги рацете и кревајте само со раменјата. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 1, 2. Супер. Следната вежба ни е пак планк, аут. 10 секунди пауза и продължуваме. Айде. И аз правам 12 повторувания вкупно, односно излегове докато е по 6 на страна. Ако някой може слободно да издържи или ставате си щаперица, правете повеќе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Окей. Идеме на вежбата, която денес най-голям проблем ми прави. Lateral side raises. Странични подигания за рамо. Би било супер, ако би имало по-мали течения, али ги извържам. Може? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей. И на другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре сме. Последната вежба е за трицепс. С това го завършваме третият круг на кружния тренинг и ги направим още 3 круга за стомачни, само за стомачни вежби. Окей, айде. Правите напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Пауза. Напийте се вода. Да се отмориме някаква минутка и продължаваме. Значи ќе правиме 4 вежби во еден сет. Првиот сет јас ќе ви ги објаснувам вежбите. Ќе работиме половно. А после веќе во вториот и третиот ќе идеме побрзо. Првата вежба за стомачните се short crunches или кратки стомачни. Значи за стомачните што и да правите кога телото ви е подлогата, земјата ви е подлога и телото е залепено, значи мора да биде скроз на земја. Не смее да има простор одоздолу под половината. Това би значило дека положбата на телото не е оваа, туку поставуваме стомакот и го ставаме внатре, за да можеме да стегнеме и да сетиме по-добро. Значи идеме тука. Рацете позади глава. Се подигаме само малко и тук е много важно дишението да го складите со правењето стомачни. Нозите се горе, значи взимате воздух
изтегнувате, го изпущате воздуха. Значи не го правите ова, туку стегнете го телото доле. Но стегате само во идеално стомак. Идеме 20 повторувања. И уште 10. Седум, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Окей, пауза. Многу често кога се прават стомачните сум слушала од девојки кои што ме прашувале зошто ги болат половините да го прават стомачни или зошто ги боли вратот кога се креваат. Тоа најверојатно може да се должи на тоа дека телото не ви е добро наместено и си помагате со половината, односно тоа што пред малку го објаснив дека отпорот, односно имате простор дозола и од тука си помагате, отпорот доаѓа од позади. И стомакот не го осеќате толку многу, туку осеќате терет, чувствувате терет на половината или пак се кревате со вратот и некаде тука ве или тука ве заболува. Така да внимавајте на формата додека ги правите стомачните. Фокусирајте се. Мислете на тоа што го работите, затоа што многу е важен фокусот и да направите, како да кажем, mind-body конекција додека вежбате. Затоа што во друг случај многу е веројатно дека ќе нешто друго ќе правите или нешто друго ќе чувствувате додека вежбате, а не тоа што навистина треба. Втората вежба е Russian twist, односно земете си едно текче, топка, тежина, шишеп, што и да имате дома. Стегнете го стомакот, значи не тука, стегнете го внатре, пуштате ги нозете напред. Телото тука и на страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Мора да го чувствувате само овој дел. Ако ви е тешко со тежина, тогаш тоа правите го без ништо. Океј? Третата вежба ќе кренете нозете горе, рацете од тука, исто. Значи телото залепено доле на земја, немојте да го подигате, немојте да си помагате. Значи тука, стомакот стегнат, нозете горе, и идеме, ќе ги допираме прстите на нозете. Колку што можете погоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и уште 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Океј? Уште една вежба, само 10 секунди пауза. Легнете на земја, ставете ги рацете под задник, односно тука, за да ви биде полесно. Стегнете го стомакот, кревете ги нозете некаде до тука. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Океј? Морате се малку.
ќе направиме уште 2 такви сета. Од почеток 4 вежби. Идеме. 20 кратки стомачи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и уште 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Окей. 10 секунди пауза и идеме на втората вежба. Ајде. Нозете горе, стегнете со стомакот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Нозете горе, рацете и ги допираме горе прстите или се подигаме колку што можеме повеќе. Без да ни работат половините, значи стегнете го само стомакот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и уште 1. Идеме последната вежба. Еден, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Окей. Ни останува уште еден круг од стомачните и завршуваме, готови сме. Напите се вода од ние кои што имате потреба. Мислам дека сме таман со време, така? Ајде. Со последни сили. Идеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и уште едно, 10. 10 секунди пауза. Одмори се. Ајде. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Окей? Нозете горе и идеме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Последна вежба. Айде. Стега и стомах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Окей. За денес толку. И аз ќе продолжим малку да се истегнам на крај на тренинг. Истото направете го и вие, малку дишете, олабавете ги мускулите. Јас имам некои техники кои што ги правам за дишење, кои што мене ми помагаат заради проблемот кој што го имам со половината, меѓутоа тоа ќе пробам во некое наредно видео да малку подетално ви го објаснам. Се надевам дека уживавте во тренингот, ќе правиме сигурно пак тренинг и се гледаме за брзо. Фала ви!